Со пригоден собир денес беше одбележан патронатот на касарната Кузман Јосифовски Питу во Тетово. По интонирањето на македонската и ермиската химна, како и едноминутното молчење во чест на загинатите борци, пред споменикот на народниот херој букети свежи цвеќиња положија представници од армијата на Република Македонија, Сојузот на борци од Тетово, Сојузот на борци од Гостивар, Организацијата на резервни офицери Тетово, Сојузот на воени и полициски ветерани од Тетово, Сдруженијето на воени инвалиди, Одбор на бранители, АДТ Текст Тетово и Националната установа Музеј на Тетовскиот крај. Пред присутните пригоден говор за ликот и делото на народниот херој Кузман Јосифовски Питу одржа подполковник Изеир Ејупи. Во низата на светли имиња на македонските револуционери и национални дејци, чија судбина била предодредена да го дадат живото за македонската слобода, жртвувајќи ја својата младост за животот на идните генерации, спаѓа Кузман Јосифовски Питу. Во борбата за национална слобода и социјална правда на својот народ, тој ја гледал, како што самиот ќе каже, сета смисла на човековото постојање. Кузман Јосифовски Питу е еден од најстакнатите идеолози и најактивни организатори на народно-ослободителната борба и антифашистичкото движење на Македонија. Кузман, заедно со генерацијата на која припаѓа Страшо Пинџур, Мирче Ацев, Вера Ацева, Борка Талески, Стив Наумов, Петре Пирузе Мајски, Благој Јанков, Методи Андонов Ченто, Венко Марковски, Кочо Рацин и редица други личности, беше сведок и инспиратор на време во кое напукнуваат зидовите на туѓите влијанија и однародување на македонскиот народ. Кузман Јосифовски Питу и неговата генерација стана пламенот кој ќе разгори национално-ослободителната борба на сопствениот народ и во времето на Втората светска војна ќе ја доведе до победа крунисана во второто заседание на АСНОМ и формирање на македонската држава. Почитувани, нас на припадниците на третиот механизиран пешадиски баталион ни представува особена чест што нашата касарна го носи името на овој македонски великан Кузман Јосифовски Питу. Ние како потомци и следбеници на нашите славни предци сме должни да ги продолжиме нивните заложби и да го сочуваме се она што тие успеале да го стекнат. Наша обврска е да го почитуваме нивното животно дело и несебичната жртва која тие ја дадоа за да денес живееме во самостојна и суверена држава. Затоа што земјата која не ги почитува и слави своите херои ќе престане да раѓа нови. Да живее армијата на Република Македонија! Да живее Македонија! Во рамки на одбележувањето на патронот на Тетовската касарна, со своји лични творби се представија ученици од основното училиште Симче Настовски од Вратница, пошто беше организиран и тактичко-технички збор на вооружувањето и опремата со која располага единицата. Насер Џемили од Шарпланинското село Вејци е еден од ретките жители од овој предел, кој презема сериозни чекори за развој на планинскиот туризам на Шара. Моментално под еден од највисоките врвови на Шара Кобилица работи на изградба на мал планинарски дом, или како што тој го нарекува, Вила Кобилица. Тука ни раскажа дека ќе ги сместува планинарите како домашни, така и странски, кои се почесто го посетуваат овој предел. Ние почнавме со една викендица за планинари, која што ни даде многу поддршка клубот Љуботен. Сега сме на вториот процес за да го градиме внатре. Првата фаза го завршивме, сега треба само внатре да се смести. И после ќе има услови за сите кои сакат планината, кои сакат да излагат горе да прошетат. Така да со овие услови уште нема
кај да седат, пошто треба да се мести внатре. Над 50% од локалното население од Чар планина има искуство со туристи, но мал дел од нив, без малку 20%, имаат услови да ги примат и сместа туристите, покажи истражувањето на проектот. Жителите од Чар планинските села и граѓанските организации со заедничка соработка за придонес во развојот на планинскиот туризам во руралните средини на општина Тетово. Јован Божиновски од планинарскиот клуб Љуботен, кој е вклучен во самиот проект, вели дека мештаните не се доволно информирани за планинскиот туризам и бенефитот кој тој го носи. Тоа е целта, да почнат жителите да не мислат населението локално да се враќа во Тетово, да бега во нели, да почне мисли да вложува со поддршка на локалната самоуправа, на нас граѓанските организации, да вложува во своите села, во обуки, во капацитети, во сместувачки капацитети, во се она, за да може да имаме повеќе, за да може нели природната вредност која што има Чар планина, да имаме и капацитети од другата страна за има заинтересирани кај населението да се вклучат во... Кај населението има заинтересирани, тоа го гледаме преку примерите кои што на крај ќе ги дадеме тука, значи имаме реални примери кои што како планинарски клуб изминативе години веќе 5 години го работиме тоа, имаме реални примери. Значи ние преку други проекти кои што ги имавме со други организации, дојдовме, направивме еден планинарски дом под Кобилица. Значи ние како клуб помогнавме, а човек од локалното население си вложи своји средства, ние преку проект средства од германскиот донатор и објектот се направи. Од друга страна исто во Вешала имаме исто таков објект кој што е заеднички со човек од горе. Целта на клубот е во тие објекти да работат локално население. Како и примерот реално кој што ги имаме ние се наоѓа во општина Јегуновци, нели планинарскиот дом е кој што е собственост на планинарскиот клуб Љуботен е во општина Јегуновци. Се што се набавува како материјал за целата, значи тука е локалното население вклучено, а и плюс вработен во планинарскиот дом, односно кој што стопанисува со планинарскиот дом е од локалното население. Тоа е целта. Пречката на жителите е што не се толку едуцирани за планинскиот туризам, значи не ја знаат вистинската цел на која што е планинскиот туризам може да ја нуди во нивните села, а тоа се случува затоа што во изминативе години ни локалната власт, ни граѓанските организации не работеле во таа насока. И некако се луѓе заборавени горе, а навистина имаат интерес, ги отвараат своите врати за секој посетител, се случува и сега голем број на туристи од Чешка, од Словачка да дојдат, луѓето се примени, но треба да се работи повеќе. Тој додава дека дополнителен проблем е и дотрената инфраструктура до шарпланинските села, докаде водат раскопани тесни улици без сигнализација, каде нема објекти од јавен интерес. Сето ова ги демотивира селаните, но и туристите да работаат со туризам, односно да ја посетат Чара. Но има и такви лица кои се похрабри и се одлучиле да се занимаваат со планински туризам. Драгиша Јововски од Вратница има отворено хостел во неговото село, кој работи со полн капацитет. Поттикот беше за тоа што имам неискористен објект, а од минатото има доста туристи, значи има недостаток да капацитет за спиење. Тоа беше како подброј 1 што ме поттикна да почнам со туризам и со хостелот. Преку највише за странските гости се да користиме механизмот преку букинг и нормално преку социјалните мрежи. Од таму и ни доаѓа најголемиот број на туристи, а за овдешните, да речем, локални гости, ни се информативните центри ни помагаат од планинарските клубови, од останатиот дел. Чар планина има голем природен капацитет за развој на туризмот. Овој масив изобилува со голем број на природни езерца, врвови, водопади и истиот се протега на 80 километри. Има можности за развој на алпинизам, скијање, велосипедизам, параглајдерство, спортски лов и риболов. Но сепак, единствен туристички центар на овој масив е Попова шапка, а на стонатиот дел од Чара има само еден планинарски дом и се наоѓа под врвот Љуботен. Агенцијата за вработување денес го објави огласот од програмата за поддршка на самовработување на невработени млади лица до 29 години.
лица со попречености и жени од ранливи категории, како приматели на социјална помош, жртви на семејно насилство, самохрани мајки и слично. Мерката предвидува неповратни средства, грант во износ од околу 5.000 евра за едно лице или 10.000 евра доколку се основа правен субјект друштво со ограничена одговорност од 2 лица. Токму самовработувањето со грант е најатрактивната мерка за гостиварци од владината програма за поддршка на вработување на млади лица и ранливи групи на граѓани. Минатата година со државни неповратни средства од по 5.000 евра на подрачјето на Гостивар беа отворени над 80 фирми. На тој начин, млади кои биле на листата на невработени си го решиле прашањето на екзистенција. Од Гостиварскиот центар за вработување велат дека младите покажале интерес за разработување на бизниси од најразлични области, како и за формализирање на веќе постоечки бизниси. Се отварат од сите врсти, повеќе за најчески или семејни бизниси, мислим као формализирање на постоечкиот бизнис, има од разни профили, од сметководство, од адвокати, од правници, од стоматолози, да речеме овие фризари, земјоделство, органско земјоделство. Скоро сите профили се опфатени со овие активни мерки. Освен пари, невработените преку оваа мерка ќе добијат и експертска поддршка, обука за предприемништво и водење бизнис, ваучер систем за изработка на бизнис план и поддршка при регистрирање на фирмите. Правните субјекти, основани од страна на инвалидни лица, имаат можност за дополнителен грант за нови вработувања, и тоа во износ од 92.000 денари за вработување на лице на возраст над 29 години или 150.000 денари за вработување на лице до 29 години. Заинтересираните за користење грант за самовработување може да се пријават во работниот клуб на Центарот за вработување. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, вчера од 1 часот и 35 минути до 2 часот спровеле акцијска контрола во угостителски објект лоциран на улица ЈНА во Гостивар, сопственост на 53 годишник од гостиварското село Лакавица. При контролата во објектот затекнати се 4 женски лица, од кои 3 српски и 1 државјанка на Република Северна Македонија. Трите странски државјанки на возраст од 24, 29 и 33 години. Приведени и задржани се во полициската станица Гостивар, пошто се предадени на одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија, а нешто подоцна изведени се и пред судија за прекршоци на Основниот суд Гостивар. Вчера околу 11 часот и 15 минути пак на улица Иво Лола Рибар во Тетово, патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистерски таблици, управувано од 38 годишен тетовец, удрило во велосипед Макс што го управувал 69 годишен тетовец. Повредениот велосипедист пренесен во Тетовската клиничка болница. Извршени увити се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случила и друго, информираат од СВР Тетово. По вчерашниот неуспешен обид да му биде одземен имунитетот на пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН и поранешниот председател на Законодавниот дом Трајко Велјановски од кабинетот на собранискиот спикер Талат Џафери ги откажаа сите активности во собранието со образложение дека голем број пратеници се отсутни поради службени патувања. Бројните пресконференции покажуваат дека речиси сите пратеници се присутни, иако немаат ниту комисиски активности, ниту собраниска седница. Ги пренесуваме денешните реакции. Председателот на собранието, Талат Џафери, должи одговор на јавност, должи одговор на граѓаните. Зошто ја прекина седницата за одземање на имунитетот на пратеникот Трајко Велјановски? Кворум постоеше. Мнозинството беше спремно за гласање. Граѓаните прашуваат, а Талат Џафери е должен да им објасни и на јавноста, и на колегите пратеници. Зошто беше прекината седницата на која требаше да биде одземен имунитетот на обвинетиот за организација на 27 април Трајко Велјановски. Бараме принципиелност. Собранието е должно да постапува и да му возможи на судот непречено да работи.
За Трајко Велјановски мора да важат истите процедури и правила како и за секој друг. Дилемата за тоа дека Талат Џафери како председател на собранието го спасил Трајко Велјановски. Талат Џафери не спасува ни Трајко Велјановски, ни било кого овде. Затоа што процедурите во судска постапка не зависат од позицијата пратеник или не. Затоа што одговорноста на пратеникот не може да се одбегне во соодветна судска постапка. Седницата е прекината заради тоа што одмина времето предвидено за носење одлука до 24:00. Седницата е прекината поради однесувањето на пратениците, а посебно пратеникот од мнозинството Муамед Зечири. Сношти се гледаше и јасно беше дека е добар актер и не е својствен веќе и да го држи имиджот на првиот председател на собранието албенец. Не го заслужува. И тоа го кажувам јас, што и со крв го платив неговото избирање за председател на Република Северна Македонија. Повеќе е јасно дека и владата веќе нема морален кредибилитет за да владе, бидејќи го имат изгубено она најосновното што го ветуваше пред граѓаните, а тоа е правна држава. Процедурите и правилата мора да важат за секој пратеник подеднакво, без разлика дали е тоа поранешен председател на собрание или не. Затоа што сакаме на граѓаните да им испратиме порака дека се сите еднакви пред законот. Работата е на правосудните органи, но парламентот, како и досега, во пракса, треба да ја примени сегашната пракса. Изразуваме големо незадоволство и револт. Деталите преку своја изјава ќе ги даде координаторот на пратеничката група. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен, на моменти засилен ветер од североисточен правец. Температурите се движеа во интервал од -7 до 5 степени Целзиусови. Утре не очекува сончево и потопло време со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од -5 до 10 степени Целзиусови.